Почитувани представници на медиумите, добар ден и ви благодарам за присуството. Податоците на Евростат се неумоливи. Со падот од 1,1% во првите 3 месеци од 2010 година, македонската економија е полоша од најмалку 22 европски земји. Со порастот од 0,4% во вторите 3 месеци од 2010 година, македонската економија е повторно полоша од најмалку 20 европски земји. Еве, например, Србија има 4 пати поголем раст од нашиот. Го слушавме премиерот Груевски како се фалеше со 2009 година, ама уште го нема да каже зошто сега сме толку полоши од другите. Како тоа на сите овие земји не им пречи светската економска криза, а и пречи само на македонската влада. Сега се наметнува голема дебата за тековното и идното движење на македонската економија. Бизнисмените се многу повоздржани од владата во оценката за тоа каква е сега и што ја чека македонската економија, што е јасен показател за изгубената доверба во владата. За вториот квартал од годинава фрапантен е падот на градежништвото, а слушавме дека токму преку градежништвото владата ја помагала економијата. Изненадува и отсуството на раст кај земјоделството. За идните движења, владата знае дека за да има македонската економија стапка на раст од 2% во 2010 година, во втората половина од годината растот треба да биде 4,4%. Владата не може да објасни од што би бил креиран таков раст, што значи дека нејзиното очекување за раст од 2% во 2010 година е нереално. Според моментно расположливите податоци, растот од 2010 година би требало да се движи во распон од 0,8 до 1,2%, што е многу слабо остварување. Се разбира, доколку Државниот завод за статистика не изненади со необјаснимо добри податоци, како што беше случај на крајот од минатата година. Целата дебата за тоа дали ќе имаме или не раст од 2% во 2010 година е дискусија на погрешна тема, бидејќи сиромаштијата во Македонија нема значително да се намали без оглед дали растот е 2% или 1%. Две други прашања се клучни. Прво, има ли воопшто некаква идеја владата како да излеземе побрзо од кризата? Сега е време за силни, одлучни, добро насочени решенија со конкретни ефекти. СДСМ го понуди токму тоа со проектот инвестиции сега, со кој би се отвориле нови работни места, бизнисмените полесно и со помал трошок би инвестирале, парите од државниот буџет би се користеле за продуктивни намени и граѓаните би имале подобар увид за што се трошат парите од буџетот. Освен приземни тези и ниско ниво на политичка комуникација, се уште не слушнавме дали Груевски и ВМРО ДПМН го прифаќаат проектот инвестиции сега. За разлика од Груевски и Ставрески, ние не сме суетни. Не бараме јавно да признаат дека нашите решенија се добри. Доволно е само да ги реализираат, како што во изминативе 4 години ги преземаа нашите проекти за справување со енергетската сиромаштија, за отворање на соспродавници и така натаму. Второто прашање е прашање на концепт. Оваа влада има погрешен економски концепт и лоша реализација. Поттикнувањето на домашната потрошувачка даде резултати кои се потрошија на краток рок, а кризата само ги покажа слабостите на владиниот концепт. За доброто на македонската економија, дебатата треба да се насочи кон суштинските прашања. Благодарам. Дали имате некои прашања?